Почитувани присутни, ви благодарам што одвоивте од вашето време денес заедно да наздравиме за нов почеток. Во последниот ден од оваа година да се навратиме наназад во овие изминати 12 месеци. Помина уште една успешна година за општина Кавадаци. Година во која се реализирани голем број на проекти, година во која Кавадаци продолжи да го менува својот лик. Проблемите со кои се соочував, че се обидиме да ги заборавиме. Впрочем, тоа беа предизвици кои ги имавме за успешно да ги реализираме сите цели, а ни беа зацртени за оваа година. Веќе одамна имаме план по кој ќе се работи во новата година што доаѓа, посакуваме тоа да биде уште една успешна и најуспешна година. Овој успех немаше да биде целосен без Советот на општина Кавадаци, вработените во локалната самоуправа, институциите од државно ниво и од локална самоуправа, со кои што искрено имавме одлична соработка, одлично разбирање и на крај би го спомнал и бизнис секторот кој што помага за нашето убаво Кавадарци. Кавадарци наликува на општина, би се доврзал на мојот пишан говор и би честитал од 1. јануари за успехот на општина Кавадаци заедно со пратениците, со сите чинители на јавни функции, во делот прво на подигањето на надлежностите на полициската станица во дел на ОВАР Кавадарци, во делот на Основниот суд со проширена дејност во моментот, исто и јавното обвинителство. Кавадаци е економски развиен град кој што го заслужува ова Кавадаци го добива не ради лоби лично на никој, него ради економски развој, град со најмала невработеност, град со кој што придонесува во делот на БДП-то во Република Македонија, град кој што функционира јавно, транспарентно и објективно. Пред се, чест и задоволство ми е тука што гледам и претходни градоначалници, чинители на јавни функции, кои што во моментот дел од нив се пензионирани, а дел се активни на други политички или јавни сцени. Би сакал да се благодарам на сите со ова 2-годишно моје функционирање како градоначалник и прва моја јавна функција. Предизвиците се големи, меѓутоа уште поголеми кога се заеднички. Кавадаци е единствен град кој што во моментот сите политички чинители функционираат во една заедница и од републичко ниво и од општинско ниво без разлика на нивната политичка определеност. Тоа е успехот кон патот, тоа е успехот за општина Кавадаци, тоа е успехот на градоначалникот и на сите институции. Нека биде ова пример за сите други општини и за цела држава, за да можеме да бидеме сплотени како нација и како народ, за да имаме успех. На сите вас ви посакувам да имате уште успешна и величетна нова година, во која ќе забележите значителни успеси кои се водени заедно со успешта на општина Кавадаци. Во 2020 година очекувам Кавадаци да се придвижи уште повеќе кон мотото Кавадарци на прво место, ама на прво место, не на прво место како што треба. Ќе се реализираат капитални големи проекти на кои што ќе бидеме ние горди, нашите деца и внуци. Тоа ви го ветувам. Поголем дел од вас сте директно инволвирани тука и знаете дека општина Кавадаци во наредната година има многу крупни капитални проекти за окружување, за изредба, кои што заедно со вас сите како институции, локален совет, со граѓани ќе ги постигнеме да ги направиме. Нека новата година 2020 не биде среќна и величетна, сите негативни работи да ги оставиме позади нас, да имаме спокој, мир, разбирање и Кавадарци да биде запамтен во историјата како што сегаш било и во минатов. Благодарам, да сте здрави и живи, повелите на заказка.